Поштовани гледачи, добар ден. Добре дојавте во најновото издание на земјоделската емисија Бразди. Годинава како никогаш досега, како изминативе години што немало услови, оваа година има идеални услови за есенската сеидба, за подготовка на нивите, за извршување на сите потребни работи после овие дождови, после овие врнежи кои што ги имавме оваа есен. Денешната емисија ќе биде посветена на примената на новите технологии во земјоделството. Дојде време кога работната сила стана скапа, кога работната сила нема и не е толку соодветна и квалитетна, претежно се работи за постари луѓе, младите се потешко може да се најдат по земјоделството и дојде време кога новите технологии се единствениот спас за профитабилно и рентабилно земјоделство. Нудат побрзо да се заврши работата, нудат поквалитетно да се заврши работата и само е потребно да се инвестира и да се работи во тој правец да се дигитализира земјоделството, да се применуваат што е можно повеќе нови технологии. Таков еден пример ќе прикажеме во денешната емисија, а тоа е примената на дроновите во земјоделството. Во Македонија веќе постојат неколку компании кои што нудат услуги со дронови во земјоделството, постојат земјоделски компании кои што сами си набавуваат за своите потреби дронови и ќе ги објасниме сите предности и сите можности кои што се нудат со новите технологии со дроновите. Дроновите веќе стана посебни дронови специјално направени за употреба во земјоделството, не се тоа дронови кои што се преадаптирани за да можат нешто да завршат работа во земјоделството, него буквално уште од фабрика се произведуваат специјални дронови кои што се строго наменети да ги помагаат земјоделските работи. Такви дронови забележавме изминатиот период на лозови плантажи кои што вршеа прихрана, се применуваат и за разноразни прскања, заштити, прихрани, дури за сеидби, фрлање, растурање на ѓубре и се други опции кои што можат, кои што следат со можностите кои што ги нудат овие навистина импресивни огромни дронови. Сепак се работи за тоа, за големи дронови, сериозни инвестиции. Добро би било во иднина да може и преку ИПАРД да се промовира набавката на ваквите нови машини, да се осовременат земјоделците и да имаме што повеќе вакви примери да ги снимаме по нивите како побрзо и полесно си ја завршуваат работата. Во денешната емисија ќе позборуваме и за еден пресек на тоа каква беше изминатата 2025 која што веќе ни одминува од агрометролошки аспект, какви се проблеми и предизвици донесе за земјоделците од нашата редовна соработка со агрометрологот Ангелко Ангелевски и тука се и стручните совети околу квалитетната заштита во градинарството, квалитетната битка со плевелите на веќе посеаните есенски посеви кои што ги гледаме дека добро поникнуваат и веќе добро да се има и добра заштита и од забрусот, но и од плевелите и тука се и предлозите за што да посеете онаму кај што не е завршена есенската сеидба. Бидете со нас, почнуваме по првата рубрика, тоа се агровестите. Околу 400.000 евра за 15 корисници од ИПАРД 3 програмата се стопирани за исплата. Овие барања се веќе разгледани и одобрени од платежната агенција, но Министерството за финансии ги има стопрено за исплата заради истрагите кои се водат по избивањето на корупцијскиот скандал. Во платежната агенција процесите на работа продолжуваат, односно се обработуваат пристигнатите апликации и барања за плаќања, а истите ќе бидат процесирани при повлекувањето на суспензијата, објаснуваат од Министерството за финансии. Претходно министерот за земјоделство објави дека не Европската комисија, туку нашата влада го запрела процесот на исплата на парите кон апликантите од ИПАРД 3 програмата за земјоделците и компаниите за целосно да се испитаат сите околности околу корупцијскиот скандал. Над стартот сме на новата откупна сезона на една од најзначајните култури за земјоделците – тутунот. Тутунарите се целосно подготвени да го предадат годишниот род. Велат дека есенските дождови биле добре дојдени и придонеселе за квалитет, но и за квантитет. Тутунарите очекуваат родот да достигне од 20 до 22 милиони килограми високо квалитетен тутун, а се надеваат и на повисоки откупни цени. Сојузот на тутунари се уште преговара за повисоки цени, откаде тврдат дека тутунот ќе биде подобро платен од лани. Дополнително со новиот закон воведена е забрана за увоз на ароматичен тутун за време на домашниот откуп во интерес на домашното производство и заштита на производителите. Минатата година просечната откупна цена, заедно со субвенциите од 100 денари по килограм, достигна до 500 денари за килограм откупен тутун. Во предлогот на Европската комисија за заедничката земјоделска политика за периодот 2028-2034 се планираат 293,7 милиарди евра. Новиот план предвидува постепено намалување на плаќањата по површина за поголемите фарми,
за да се промовираат пофер распределба на поддршка, односно воведување на скалест модел на поддршка во европското земјоделство, што би донело до ограничување на плаќањата до 100.000 евра по фарма годишно. Системот ќе им даде приоритет на оние чија главна екзистенција е земјоделството. До 2032 година пензионерите веќе нема да имаат право на поддршка, дозволувајќи им на помладите земјоделци да влезат или да го прошират своите активности во секторот. Предлогот исто така ги охрабрува земјите членки да ја зајакнат поддршката на жените земјоделки преку специфични годишни плаќања или бонуси, како оние што веќе се во сила кај некои земји членки. Поврнежливиот период зголемен водостој има реката Вардар, особено кај Јагуновци и кај Демиркапија. Исто така реката Треска кај Македонски Брод, Чиња кај Катлановска Бања и Сатеска кај Ботун покажуваат пораст на нивото на вода, соопштија од Управата за хидрометролошки работи. Сепак, не сите реки бележат позитивен тренд. Црна река кај Новаци, Чиња кај Пелинце и Крива река кај Крива Паланка покажуваат намалување на нивото под просекот за ноември. Според податоците на УХМР, нивото на водата во Доранското, Преспанското и Охридското езеро е стабилно и во рамките на просечните вредности за месец ноември. Главната тема за денешната емисија ни е примената на новите современи технологии во земјоделското производство. Како што полека бербите на грозјето ги заменуваме со комбајни, како што и за житвото на времето рачно се собирало житото, сега е со комбајни, така доаѓа време да голем дел од работите во земјоделството ќе ги извршуваат дроновите. Такви едни дронови забележавме во Македонија од луѓе кои што сериозно инвестирале, тоа се сериозни инвестиции кои што апелираат дека ваквите инвестиции во иднина ќе треба и преку ИПАР да одат, многу ќе им помогнат, а нудат многу големи предности. Погледнете ги сите детали од примената на дроновите во земјоделството. Од каде идејата да почнете со дронови, како тргна целата работа, па ќе зборуваме за деталите за дроновите натаму. Како беше првиот дрон? Не верувам дека биле во кави чудовишта првите што сте ги купили. Со оглед на тоа дека по вокација сум фотограф и видеограф, повеќе од 30 години се занимавам со таа дејност. Со самата свадбена индустрија имаше потреби од дронови, меѓу првите во Штип купив дрон и со летањето по снимање видеозаписи, првата идеја кога видов дека постојат дронови за земјоделие, бидејќи веќе се помалку има луѓе за работа, одма се одлучив и безпрекорно, без размислување, купив дрон. Малку е разлика, тој дрон и овој дрон, или исто за летање, исти се командите, исто се однесуваат, или овој помоќен па нема гајле од ветрови, како иде? Многу помоќен, станува збор за многу помоќно. Командите донекаде се исти за мануелно, но со овие дронови не се работи мануелно, грото ги работиме по маршрута која е претходно определуваме, бидејќи без оглед дали има ветрови, некојаш и ветрови овие не можеме да ги користиме, бидејќи се наменети за прецизно прскање и третирање и зависи со што третираме. Дроновите сепак, секој дрон си има своја улога. Така. Што значи тоа, кога ќе дојдете на некоја нива, прв пат дека дојдете, да речеме нова лоза сега? Значи ли дека го си минјате од Google Maps, од кај си минјате мапата за да му задаете рути како да се движи, или мора да ја обиколите нивата, да ја означите? Како изгледа тој дел? Се си минјаме, ја гледаме, го гледаме лозјето од Google Map, одма ја имаме мапата. Ако оценеме дека има потреба, го заобиколуваме, ги задаваме точките и потоа автономно DJ софтверот ни прави маршрута по која ќе оди дронот. Тој ги знае колку му е растојание на прскање, он си одредува. Ние ги задаваме. Да, растојанието на прскање се задава од нас, дали ќе биде и висината и брзината со која ќе лета, количеството на декар, на хектар, колку ќе биде флуид што ќе биде испрскано, без оглед дали е прскање или ѓубрење, сите тие команди ние ги задаваме. Еве да речеме за прскање, за третирање, за пестицид или за инсектицид некој. Постојат посебни препарати или работите со истите овие конвенционални што ги има по аптеките? Како иде тоа растворот, количината? Со конвенционалните. Со конвенционалните и тука веќе имаме малку скептицизам кај земјоделците, но веќе секој кој има третирано еднаш без проблем го прифаќа, бидејќи водата, еден препарат е
препорачено за 400 литри вода, бидејќи досега сето тоа беше со атомизери или прскалки конвенционални закачени на трактор. А водата всушност и представува преносител на препаратот. Најбитно е количеството на препарат да биде рамномерно распоредено на површината каде што треба да е. Да речеме, ако 1 литар за 1 Значи, хектар, небитно колку е вода. 1 хектар ние го користиме 1 литар за 1 хектар, но со 50 литри вода, додека конвенционално со 500 литри вода. Разликата е само во водата, инаку прецизноста е неминовно многу подобра со дронови, бидејќи тој дава одредена капка, прецизна и стабилна капка, додека третирањето со атомизер, со новите атомизери, тука некаде само количеството на вода и кој ќе земеме дека зависи што се третира, кога ќе земеме во предвид дека дел од сето тоа паѓа на земјата, загубата е поголема во хемија, бидејќи ние третираме од воздух, капката ни не стигнува до долу, целата е на растението. Како изгледа распрскувањето? Какви се техничките карактеристики? Колку прскалки, колку микрони е тоа, колку фина прашина, колку помагаат перките да се направи вртлок, листот да се опфати од сите страни, да доловиме што значи тоа во однос на, да речеме, обична прскалка? Постојат два типа на дронови моментално, со конвенционалните распрскувачи и со центрифугалните распрскувачи. Перките прават доволно ветер според распрскувачите што ги носат, каде што целото растение ќе биде опфатено од сите страни. Да, конвенционалните распрскувачи се повеќе на број и користиме кај овоштарници и други повисоки дрва, бидејќи дронот со конвенционални прскалки е многу поспор. Има праве, како што гледате, има 6 перки, праве повеќе ветер, листната маса ја овиваат и добиваме подобар резултат. А додека дронот со центрифугални распрашувачки е максимално многу побрз, поисплатлив за работа и може да помине многу големи површини. Какви му се карактеристиките? Колку може да испрскате во еден ден? А кога ги имате, кога е сезона, кога насекаде ве барат, по колку може да постигнете? Максимумот ни е 110 хектари во еден ден. Тоа е голема површина. А доколку и продолжиме ноќно прскање, тоа е многу. Него ништо не му значи дали е ден, дали е ноќ. Тоа до човекот повеќе, ако имате екипи да се сменат. Настојуваме некојаш и ноќе да прскаме повеќе, бидејќи ноќите знаат да бидат помирни, доколку има во близина пчелни семејства, тоа апсолутно го почитуваме и стрикно таму прскаме навечер. Не сакаме да наштетиме, пошто не знаеме дали инсектицидот што го дали има, е штетен за пчели или не. дали е штетен, не. Претежно ноќно време прскаме на површини кај што има пчелни семејства. И големи површини прскаме ноќно време. Добро, сега овој работи на батерии. Како успевате 110 хектари без престан? Како изгледа тоа? Како полните батерии, празните, на колку му држи една батерија? Ова чудовиште за да лета, сигурно троши Што струја. гледате, носиме со нас секогаш 2 агрегата, имаме по 4-5 батерии и континуирано како се празни, така директно цело време агрегатот не го гасиме, се полни и цело време едноставно слетува, го полниме флуид, полетува дронот, немаме проблем ников за батерии. Од прилика на секое полнење на течност менјате и батерија или како доаѓа? Па Или на две прскања Да, секогаш бидејќи не знаеме што ќе не снајде, може да имаме некоја непредвидена препрека, каде што дронот ја детектира, застанува 2 минути, сепак дронот лесно е да полета, но треба и да се врати. Затоа секогаш ги менуваме батериите. Колку му трае еден лет? Со колку минути издржа со една батерија, да речеме? Или колку време му треба да го испрска резерварот? Се зависи за еден резервар. Резерварот кај новиот дрон со центрифугални го празни за помалку од 2 минути, бидејќи двете центрифугални прскалки тоа го трошат за 16 литри во минута. Резерварот на овој Т-25, тоа е најновиот дрон на DJI, собира 20 литра.
Максималната брзина на летање со која третираме 36 км на час и без проблем за помалку од 2 минути ги третира. Значи 1 хектар пшеница или житно растение ние го третираме за 1 хектар, зборувам за помалку од 2 минути. Тоа се неверојатни бројки. Сега, кога ќе се земе, кога ќе се земе за 2 минути, пак треба да го вратите назад, да го полните, се губи време, ама 2 минути хектар, се 2 минути хектар. Најголем проблем е додека да го спремаме дронот, а 2 минути тој си ја заврши работа за хектар. Но подготовките и после допуните. Секогаш поголеми површини и така. Инаку времето е тоа како време. Така. Еве колку чини ваков еден дрон? Како инвестиција, треба ли да размислуваат некои посериозни земјоделци, комбинати што имаат поголеми површини, да вклучуваат веќе вакви модерни технологии? Се поголем проблем станува работната сила. Цената на дронот, новиот модел е 16.000 евра плюс ДДВ. Значи, добиен овде во Македонија, додека овој стариот дрон го имам земено скоро 30.000 евра, бидејќи со него ги имам сите додатоци, корпи за фрлање, распрашување, за овоштарници, резервни делови. На почетокот тој ми е првиот дрон и морав се да земам. Така, да бидете спремни за секакви ситуации. Земав и повеќе батерии, што сето тоа го имам искористено. Не секогаш ќе се најде нешто што ви треба. Така. Спомнавте корпата за расфрлање. За какви се култури? Ова е многу интересен додаток што многу проблеми решава во Кочанско. Тоа е корпа, тоа е ѓубре растурач. Се менува, се става на место на казанот за флуид, се става овој казан. Оваа година успеавме добро да истретираме, тоест да посееме и поголеми површини на оризови култури и да фрлиме ѓубре. Како новитет се покажа доста успешен, дури некаде ја намаливме и килажата. Конвенционално на рака сеење тие фрлаа по 25 до 30 килограми, ние со 18 килограми до 19, бидејќи правилно распределен, постигнавме многу подобар резултат. Дури и старите сеачи по 70 година, искусните ги водев да погледнат и ми кажат дали е после тоа откако добро. никна, да го видат. Оризот кој го сеат со рака, ја заматат водата и не се гледа. Аха. Додека кога го сееме со дрон, тој се сее влажен и секое зрно се гледа во водата. Водата не е заматена. И се гледа и кај паднало, какво е се гледа растојанието како паднало, како се и старите мајстори одобрија дека сме подобри од распределување со рака. Кај нив голем проблем е кај оризите и кои ќе се под вода не може да влезат да третираат. И за третирање верувам дека може да се користи. Ова е баш За третирање сите веќе најмногу први почнаа во Македонија. Оризопроизводителите да ги користат дроновите, фактички тие си пионери за употребата на дрон во земјоделието. Ти ги виделе најмногу придобивките. Да, исто така и за прскање, исто така и за фрлање на ѓубре. Има доста, мада тоа кај нас е најтешката работа, бидејќи станува збор за површини од 2 декара, 3 декара, 5 декара, расејани по целото поле. Но во секој случај земјоделието е такво какво што е. Добро, ама и ние мора да помогнеме. Кај еден кога ќе отидете, вие уснимувате мапата. Следен пат кој ќе ви се јави, тоа многу побрзо иде после. Точно го имате нивите, кој му се кај, му се само праќате дронот да заврши работа. Да, не е проблем, ама дронот сепак не е едноставно да го пратиш, мора да го гледаш. Така. Не знаеш кој има во другата нива од безбедносни причини и од други причини. Така, мора да сте тука во близина. Така, безбедноста пред се. Така. Начинот на полетување, начинот на слетување, луѓе околу него, таму кај што третираме, мора сето тоа да биде спазено. За други дронови овие што ги спомнавте, што снимаат свадби, што се со камери, треба посебни одобренија. За тука какви се правилата за овие дронови за во земјоделство? Да. Мора да се најавите, да имате полагано се. Да се најавиме каде ќе третираме. Исто дроновите подлежат и на регистрација. Се регистрираат на 2 години, се пријавува дронот во Агенција за цивилно воздухопловство и имат мапа на сите нас кои имаме дронови. И точно знаат и кај сте што сте и нема, мислам за понивите немате рестрикции, така? Само треба едноставно само се најавите. Да. Гледаме и да речеме прихрана, ѓубрива.
што се може да се истретира? Освен пестицидите, правите третирање и со прихрани, правите, не знам, сега имаше годинава пролетва има проблем со мрзнење, верувам со некакви други препарати барале третмани. Органско ѓубриво е чисто без хемикали, без така, хемија. Ѓубривото е најдобро за третирање, сите третираат на пролет. Најдобро третирање е есен, ние мислиме, поради препораки на самиот производител, бидејќи сега растението како растение е потрошено, по бербата, се уште додека има зелена маса, бидејќи ѓубривото ќе биде фолијарно. Ќе биде фолијарно, ќе допринесе за зголемување на самиот корен, за поголема отпорност, сигурно мрзнењето нема да биде како на лозје кое не е така, ќе му се појача имунитетот, одбранбениот систем. Во секој случај ќе биде појачан. Ѓубривото е со повеќе од 2 милиона микроорганизми, што значи е многу поотпорно за болести. Сигурно на пролетено третирање ќе има помалку. Што на големи површини во пари пресметано, трошокот за вас ќе биде без пари. Трошокот за нас и за ѓубривото, така како што гледам, мислам дека едно третирање ако му скрати ќе бидеме задоволни, али сето е почеток. Ја ги разбирам, луѓето имаат недоверба, но бенефитите се гледаат со работа. Какви се планови за иднина? Останувате на овие 2 дрона, останувате во земјоделството? Па стриктно да, во земјоделски услуги. Веќе да најавам дека не се само 2, уште 2 се порачани. Значи се ширите. Сериозно мислиме компанијата да ја развиваме. Кога ќе бидеме спремни, ќе се префрлиме на дронови за рана детекција на болести, но за тоа ќе мора да имаме барем подршка, дали од факултет за читање на картите, од сето тоа. Пак мора да биде во соработка со науката, да. Науката не е само техниката. Не е техника, мора и науката да ја спроведеме. Факултет за читање на картите, од сето тоа. Пак мора да биде во соработка со науката, да. Науката не е само техниката. Не е техника, мора и науката да ја спроведеме. Има најави дека во новите мерки за ИПАРД би можело преку ИПАРДот да се подржи набавката на вакви машини. Може ли тоа да ја смени сликата, да подобри поголема искористеност, ефикасност на сепак тие трошоци за препаратите се и трошоци, но многу е важна ефикасноста. Да, во секој случај, како што ви кажав, ќе треба ИПАРД е најдобро да помогне, но кај компании кај што имаат доволно површини, кај што ќе биде третирањето повеќе кратно. Бидејќи ако на некој што има 10 хектара, вие му дозволите да земе дрон, тука за една година тој ќе врши третирање 2 пати и наредната година батериите ќе се на половина. Најскапиот дел во дронот се батериите, како и кај електричните автомобили. Значи, пред се треба максимална искористеност. Треба максимална искористеност да не ги фрламе парите џабе. Блокот предвиден за стручните совети, пред се фокусот е ставен на заштитата на есенските посеви од плевелите и од забрусот, изборот на семенски материјал, но и превентивната заштита во градинарството, онаму каде што се уште го има како производство. Во вториот дел од емисијата, една соработка која што редовно ја имаме со нашиот агрометролог Ангелко Ангелевски, а тоа е пресекот на агрометролошката година зад нас, какви беа во пролетто условите, поврзано со да ќе почнеме уште од есенската сејдба и ќе дојдеме до денешната есенска сејдба, до условите сега што ги имаме во земјоделството. Господин Ангелевски, како наш редовен соработник и како редовна рубрика со агрометролошките анализи, еве сакаме да направиме еден пресек за 2025 година. Ги следите, иако сте во пензија, ги следите постојано сите случувања. Што беше една вака со 2 збора една карактеристика за годинава зад нас од аспект на земјоделство? Па ако направиме една ретроспектива на целата производна година, значи мораме да ја опфатиме и есента од 2024 година, бидејќи сепак тука лебното жито е периодот кога се сее. И мораме да кажеме дека во тој период имавме една суша поизразена,
во есенскиот период, бидејќи во септември месец немаше влага во почвата, маслодajната репка не беше ни посејана или посејана на многу мали површини, започна есенската сеидба во сушни услови на есенскиот јачмин и на есенската пшеница, така да првите дождови беа забележени некаде во крајот на ноември, почетокот на декември месец. Новата година и практично јануари месец започнува повторно со суша, бидејќи втората половина од декември месец е сушна, првиот снег некаде на 12 јануари се забележа со височина околу 20 на сантими, така да ништо значајно не се случи, бидејќи сепак и на планините немавме некои големи количества на снег. Пролетта не беше изразито лоша. Ваква пролет одамна не сме имале да има цели региони производни да останат без производство. Росоман, Градско, измрзна, цели региони кои што, да речеме, праските произведуваме 1% од праските во светот, а годинава немавме праска да касне. Па да, значи, ако кажавме дека во текот на јануари имавме високи температури кон крајот на месецот, февруари месец, кон крајот на месецот имавме минус 13, минус 14 степени Целзиусови на одредени места, што допринесоја бидејќи високите температури од јануари практично ги подлагаа малку овие овошките од коскастите видови, кои се вообичаено и првите кои цветаат и првите кои зачнуваат плод. Тоа се џанката, слива, бадемот, кајсијата и практично и тие температури на почетокот на март месец допринесоја на некој начин да се причинат и штети, почетни штети. Меѓутоа, друга беше ситуацијата она што следеше во наредниот период, бидејќи во крајот на февруари месец имавме и ниски температури, а во почетокот на април месец па не фати оној студен бран од североисток кој настапи, кој донесе и врнежи од снег и на повисоките места, некаде се спушта и на пониските места и температурите толку многу ја разладија атмосферата што минималните температури беа од минус 5,7 некаде до минус 1 степен Целзиусов, односно само Гевгелија мислам дека имаше позитивни утрински температури. Таквите температури веќе во тој период од годината комплетно практично ја уништија вегетацијата. Карактеристика за овие климатски промени се тоа да се појавуваат екстремни пикови. Тоа го видовме и во текот на 2025-та, после долги периоди на суши, па следеа периоди на обилни врнежи, на поројни со 80, со 100 литра врнежи, што не е карактеристика за толку кратко време да пати. Да, тоа е неправилен распоред. Да, тоа ни се случи нас и оваа година. Значи, сепак јас не практикувам многу да се поврзувам со климатските промени, но сакале или некеле, мислам дека климатските промени си го прават своето. Ова не се повторува нас неколку години наназад. Во овој период практично со ваквите температури, со ваквите уништувања на цветовите, со ваквите уништувања на поленот и нектарот практично се доведе во прашање и пчеларството. Пчеларите беа многу загрижени околу тоа што ќе се случи оваа година. Меѓутоа, во секој случај, оваа година за пчеларството беше една од подобрите во последниве можеби 7-8 години и имаше затоплувањето практично и престанокот на врнежите во мај месец и затоплувањето во јуни месец и стабилизирањето на времето практично дојде малку до закаснет развој во пчеларството, меѓутоа сепак активно почнаа да работат, се уште имаше цветови, дали во овоштарството или во дивата вегетација, од каде што собраа доста и нектар и полен и се развија добро и така да имавме и добри приноси оваа година. Сега актуелна е есенската сеидба, годинава како ретко изминативе години има добри предуслови за добра подготовка. Имаше врнежи на време за да се ора, да се подготви, па и она што веќе постојано гледаме полека, поникнува, има добри врнежи за поникнување, температурите за сега се добри. Па да, значи, реков пред малку на стабилизирање на времето во текот на јуни месец, практично тука започна и сушата. Летната суша, јуни, јули и август месец, па во почетокот на септември имавме некакви мали врнежи, кои допринесоа повторно малце проблеми околу сеидбата на маслодajната репка во тој период, меѓутоа веќе
кон крајот, односно почетокот, крајот на септември месец и почетокот на октомври месец, оној студен бран кој ја зафати републикава, со врнежи од снеги на повисоките места, малку невообичаено за овој период од годината. Ние сме имали според климатологијата и во други периоди, во други години сме имале во тој период врнежи, не е дека прв пат се јавува, меѓутоа некако заборавивме дека може да се случи и да падне снег и во овој период од годината, меѓутоа добро беше тоа што во тој период падна околу 780 литри на метар квадратен врнежи, бидејќи почвата беше изразито сува, интензитетот на врнежите беше одличен, постепено практично врнеше со слаб интензитет и не дојде до никакво нити излевање на водата, практично целата количество на врнежи кои падна практично се впија во почвата. Што беше одличен предуслов за да се отпочне со есенската сеидба во тој период. Еден куриозитет годинава, например, во централните делови од Македонија, например, во ноември месец се бери се уште тутун, немаше паднато слана. И една мала слана и од температура можеби од 0 или околу нулата, практично тутунот го уништува, меѓутоа се уште има, а се надоврзува практично друг проблем околу сушењето, бидејќи денот е сепак краток, дневните температури не се како што одговара за сушење на тутунската суровина. Се мачат луѓето, сепак жал им е да го остават тутунот, бидејќи тоа се практично се надеваат дека ќе има некој случај. Па да, и бидејќи тоа сепак е најквалитетниот тутун, остана врвот и тие се практично и најскапите берби, најскапиот тутун кој се откупува. Кој оди претежно во првата. Да. И така некако дојдовме до крајот на ноември месец, кој започна со едно променливо време. Тоа е овој период кога имаме повремени врнежи кои се сосема доволни, бидејќи сеидбата се изведе и се изведува се уште есенската сеидба. Имаме добро поникнување, имаме добар развој на посевите во овој период, бидејќи во сега во едни вакви услови практично целото внимание е насочено кон есенската сеидба, како ќе се развијат посевите и како ќе навлезат во зимата, во какви фази и колку ќе бидат премени. Да, идеални се условите и за подигање на долгогодишни насади, за овошките и па и за лозата. Да, практично со ваквите врнежи, со ваквата влага во почвата, мислам дека одлични се условите и за подигање на лозови на овошни насади. Не ги спомнавме тука виновата лоза, не ја спомнавме. Сушното лето практично допринесе малку за померање на границите кога се отпочнува со берба. Оваа година се отпочна со берба многу порано, меѓутоа овие површини кои не беа наводнувани, имаше дел од нив кои практично и дехидрира и некаде се намали родот, меѓутоа онаму каде што имаш услови за наводнување, мислам дека и лозарите поминаа добро. И тука некаде крајот на денешната емисија. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Се гледаме само за 7 дена. До тогаш имате пријатно неделно попладне.